Почитувани медиуми, почитувани граѓани, денеска ми е навистина драго што заедно со градоначалникот на општина Карпуш, а исто така и дополнителната заменичка министерка на Министерството за труд и социјална политика, сме тука во посета на овој современ објект за детска заштита. Овој објект покажува што значи Европската унија за нашата држава, што значи Европската унија за нашите граѓани. Целосно, агендата на оваа влада за инвестирање во предучилишно образование, инвестиција во најмалите или во првите 5, за да можеме да создадеме продуктивни граѓани кои што понатаму ќе вложуваат и ќе ја градат оваа наша држава заедно со нас, е еднаква и со агендата на Европа, а тоа е создавање на услови за предучилишно образование кое што е квалитетно. Не само што инвестиравме во 44 градинки, каде што реновиравме, инвестиравме во нов капацитет, отворивме места за 3000 деца дополнителни во овие 2,5 години. Дополнително ги покачивме платите и на негователките и на воспитувачките. Се со цел да имаме помотивиран кадар кој што ќе работи и кој што ќе ги гради и воспитува нашите деца. Дополнително се работи на посебна програма за предучилишно образование која што треба да се имплементира во вакви современи објекти, се со цел да создадеме услови да нашите деца се стекнат со знаења и со вештини за да ги пресретнат современите предизвици кои што им се наговестуваат во текот на животот. Ви благодарам. Вложувањето во децата е единствен начин да изградиме здраво граѓанско општество и токму затоа врвен приоритет на Министерството за труд и социјална политика и владата во изминатиот период е намалување на детската сиромаштија, а предучилишното образование и раниот детски раст и развој се навистина клучни фактори во обезбедување на еднакви можности и еднаков старт на секое дете. Навистина ни е драго што денес можевме да видиме она како што спомна за градоначалникот заедничката инвестиција со Европската унија. Министерството за труд и социјална политика одвои околу 3 милиони денари за опремување на овој објект во кој што ќе може да се згрижат околу 78 деца. Знаете дека за квалитетно предучилишно образование покрај инвестиции во инфраструктурата е битно да имаме и квалитетен и обучен и мотивиран кадар и токму затоа работевме и на зголемување на платите на воспитувачките кои што беа патени со реформата. Работевме на нови програми кои што треба да влезат во ревидираната програма за рано учење и развој, а нашата држава е една од првите држави кои што воведоа пилот програма за социоемоционален развој на децата во градинките. Продолжуваме понатаму во оваа насока, заедно со Светска банка имаме обезбедено над 15 милиони евра за обезбедување на нови 7500 места низ градинките за згрижување деца. Гледате дека се трудиме подеднакво да инвестираме како во урбаните, така и во руралните средини, кои што навистина кога станува збор за детски градинки беа долго време запоставени, затоа што навистина секое дете е битно за развојот и иднината на оваа држава. Ви благодарам. Денеска сме во посета на објектот на градинката Распеана младост, објектот Виножито, кој се наоѓа во населбата Бардовци. Практично се работи за објект кој што е од поново изградените во општина Карпош и кој што има капацитет од 78 дечиња да смести. Оваа градинка, исто како и училиштето до неа, се реонска градинка за населбите Злокуќани и Бардовци, кои што немаа никакви сместувачки капацитети за предучилишна возраст до пред извесен период. Мене ме радува фактот што покрај тоа што е објектот енергетско ефикасен и што е објектот опремен со современи дидактички материјали и еколошки играчки направени од еколошки материјали, драго ми е што е направен со огромна поддршка на Европската унија преку Светска банка. Практично ова е она што значи ЕУ за Македонија и што значи ЕУ за сите нас. Тоа не е само флоскула, не е само парола, туку ЕУ значи конкретни инвестиции како оваа позади мене која што денеска ја посетуваме. Овој период, иако градинките не работат, ние како општина го искористивме за темелна дезинфекција на сите објекти на градинките, но и дополнително за прв пат дезинфекција на сите душеци и теписони со најсовремени технологии, кои што дополнително покрај од ковид вирусот ќе ги заштитат најмладите и персоналот кој што работи внатре и од оние несакани алергиски реакции или заболувања и воспаленија на дишните патишта кои што можат да произлезат од бактерии, прашина или вируси кои што се наоѓаат во душеците. Благодарност и за поддршката која што имаме во континуитет од Министерството за труд и социјална политика, затоа сме денеска тука и со заменик министерката Санела Шкриелј, како и со вице-премиерката Мила Царовска, и јас ги убедувам граѓаните дека и општина Карпош и владата во наредниот период ќе продолжиме уште поинтензивно да инвестираме заедно со нашите партнери од Европската унија во детската и социјалната заштита.